За многумина во овој свет, биолошката смрт е апсолутен крај, причинител на многу стравови. Православните христијани пак во символот на верата исповедаат одважно, го чекам воскресението на мртвите и животот во идниот век. Токму на оваа тема говориме во оваа емисија. Зборуваме за тоа што е воскресение, што тоа значи да се чека воскресението на мртвите и животот во идниот век како православни христијани и како членови на едната света, соборна и апостолска црква. Отец Ивица, на почетокот сме на последната од серијалот емисија Училиште за животот, која ја насловивме Го чекам воскресението на мртвите и животот во идниот век. Би рекле едно од суштинските теми во православната христијанска вера, и сметам дека не би било во ред оваа тема да ја почнеме без да го отвориме самото прашање на смртта. Ние знаеме дека со биолошката смрт се не завршува. Што се случува со душата на човекот после биолошката смрт? Така, благодарам брат Иван на воведот во оваа последна емисија од серијалот Училиште за животот. Всушност, ова е и последното предавање од воведниот курс Училиште за животот, ескатолошка тема, односно темата која ги отвара оние прашања кои се поврзани за крајот и на човековиот живот и за крајот на светот. Значи, оваа тема можеби најсуштински е поврзана со тие феномени со кои се соочуваме во овој свет, феноменот на животот, но и феноменот на смртта. И убаво го спомна тоа дека без да се отвори тоа прашање што ние како православни христијани подразбираме под смрт, не би можели да проговориме всушност и за останатиот дел на оваа тема. Значи, кога го читаме Светото писмо, односно кога се задлабочуваме во Божјата порака запишана во светите книги на Стариот и Новиот Завет, односно во Божјото откровение за смислата на нашиот живот, ние осознаваме дека Бог не е творец на смртта. Бог е полнота на живот и се што создал за живот. И конкретно нашите прародители, а преку нив и целото човештво ги создаде за живот, и тоа за живот кој не може да им се одземе, односно за бесмртност, за вечност. Но, како што исто така читаме во Светото писмо, нашите прародители Адам и Ева, додека беа во рајската градина и во таа детска духовна состојба, тие беа опоменети од нашиот Творец, од нашиот небесен татко, од Севишниот, Елохим, Семојтниот, Творецот на животот, дека тие, бивајќи во рајската градина, треба да јадат од дрвото на животот и таа дарувана од него ним бесмртност, затоа што тоа сме го говориле во претходните емисии, но многу е битно да го разберат оние што ја следат оваа наша емисија, овој наш серијал, дека Адам и Ева има дарувана бесмртност, но не лично остварена бесмртност. Што тоа значи? Да, значи, затоа и нашиот Творец им кажа, значи, можете да јадете од сите дрва во рајската градина, во Едемот, односно на секој начин да живеат во доброто и во слободата што им беше дарувана од Бога, да јадат од дрвото на животот, да се уподобуваат на Бога и кога ќе остварија таа состојба на богосличност, всушност, на богоподобност, таа духовна зрелост, тогаш тие ќе стекне и состојба на бесмртност која не може да им се одземе. Всушност, начин на екзистенција сличен на Божјата екзистенција. И затоа нашиот духовен непријател, сатаната преку змијата, всушност ги излажа нашите прародители со вистина, односно со полувистина. Сатаната им каже на нашите прародители, први на Ева, потоа и на Адам, дека ако јадат од дрвото на спознанието на доброто и злото, значи тие ќе станат како богови. Тие знае дека ќе станат како богови, слични на Бог, односно слични со својот начин на постоење, значи бесмртни, ова со остварена бесмртност, но
тоа ќе го остварија доколку останеа во процесот што Бог им го заповеда. Значи, да се уподобуваат на Бога, да растат духовно, да созреваат, да се исполнуваат со зрелост, да се утврдуваат во доброто, да се утврдуваат во вистината, и кога ќе стекне таква духовна личност на зрелост, Господ ќе им ја дадеше таа можност, ќе им ја благословеше таа можност да живеат веќе во остварена бесмртност која не може да им се одземе. Но за жал нашите прародители Адам и Ева не успеа да останат во таа насока од Бога благословена, во тој правец. Тие излажени од сотоната преку змијата го доживеа она што им го кажа нашиот Творец како заповед, како совет да не го прават. Тие неподготвени јаде од дрвото на спознанието на доброто и злото, и во тој момент кога покажа непослушност, недоверба кон нашиот Творец, тие се отворија за оној кој беше извор на зло и на деструкција, и ние гледаме дека кога тие се инфицираа прво на ментален, духовен план, па потоа на душевен и на телесен план со злото во нив предизвика првин духовна смрт, затоа што и нашиот Творец им кажа во денот кога ќе вкусите од дрвото на спознанието на доброто и злото, ќе умрете. Значи, говори дека може да вкусат смрт. И сега ќе објасниме што се подразбира под смрт. Значи, првин нашите прародители вкусија духовна смрт. Духовната смрт значи губење на животодавното и живото одржувачко единство со нашиот Творец. Те преку силата на Светиот Дух, преку тие животодавни енергии несоздадени од Светиот Дух, и јадејќи од дрвото на животот, тие прима живот во себе, и животот им овозможуваше полека, ако останеа во Божјата насока, да стекнат и бесмртност, односно вечност. Но гледаме дека по инфекцијата со злото, тие вкусија духовна смрт, односно ја изгубија таа животоодржувачка, животоосмислувачка поврзаност со Творецот, односно тие животодавни несоздадени енергии на силата на Светиот Дух, и први ние изгубија таа поврзаност со Творецот, па потоа и со самите себе си и со природата, и како последица на духовната смрт, односно на губењето на тоа единство со Бога и со себе си и со природата и така натаму, тие како последица на духовната смрт вкусија и телесна, односно биолошка смрт, а биолошката смрт се состои во тоа кога ќе престане функцијата на мозокот и на срцето, и таа функција престанува поради болест, старост, изнемоштеност, распадливост на организмот, а таа состојба започнува после падот, значи, и распадливоста на организмот, односно старењето на организмот, болеста, и гледаме дека полека таа состојба води во биолошка смрт, односно во смрт која повторно одвојување. Ако духовната смрт е одвојување од Творецот и од самиот себе си, цеа биолошката смрт е одвојување од телото. Затоа што Бог ги создаде нашите прародители како духовно телесни битија. И вдахна дух животен и човек остана жива душа, односно нефеш, личност. И уште и овој момент е многу битно за нашите гледачи да го разберат. Значи, според библиското откровение, според вистината дадена од самиот наш Творец, ние разбираме дека душата нема предекзистенција. Што тоа значи? Значи, тоа значи дека за разлика од хиндуистичкото верување, од паганското верување, еленистичкото, питагорејското, верувањето филозофско на Платон и така натаму, египетското, значи тие имале представа дека душата екзистира пред да биде во телото. Значи има некаква духовна предекзистенција во некаков духовен свет, и таа всушност се спојува со телото, и телото е тука како некаков превозник во овој живот, и затоа во хиндуизмот имаме реинкарнација, значи повторно воплотување, значи напуштање на телото, повторно воплотување, односно примање на телото и така натаму. Во
Божјото откровение, значи во светите книги на Стариот и Новиот Завет, односно во Божјата вистина, она што Бог, Творецот, не го открил, такво нешто нема. Значи во моментот кога Бог го создал телото на Адам и кога вдахнал дух животен, човек останал жива душа, односно личност, истото тоа се случува и во утробата на мајката. Кога ќе започне тој процес на мозочна срцева активност, во телото кое се формира во утробата на мајката, на од Бога познат начин, значи тоа е мистерија за нас, Бог вдахнува дух животен и во утробата на мајката започнува нов живот. Значи, душата нема предекзистенција. Значи, ние, всушност, нашата екзистенција ја примаме во утробата на нашата мајка и така се формира нашето духовно, биолошко постоење. Сега да се вратиме назад. Значи, кога говоревме за Адам и за Ева, значи, тие првин вкусиле духовна смрт, говоревме за тоа што се подразбира под духовна смрт и како последица од духовната смрт е биолошката смрт, односно смртта на телото. И смртта на телото, значи кога самото тело повторно се враќа во тие субстанци од кои е сочинето, од прав земен е сочинето и во прав земен се враќа. Односно, телото наше е сочинето од сите елементи од овој физички универзум и кога душата, односно личноста, животодавниот елемент ќе го напушти телото, тогаш телото повторно се распаѓа во тие субстанции, односно во тие елементи од кои е создадено. И како заклучок, значи, смртта ние православните христијани ја разбираме како разделување, разделба. Духовната разделба е кога сме во духовна смрт, ние сме разделени од Бога и од самите себе си, па и од целиот од Бога создаден свет, и биолошката смрт е разделување на личноста, на тоа нефеш или психи, но не во елинска или хиндуистичка смисла на зборот, значи разделување на нашата личност, на нашиот идентитет од нашиот организам, од нашето тело. И таа разделба не е за секојаш, таа разделба е до денот на воскресението, затоа што според Божјото откровение, особено според она што Христос го направи за нас и неговата откупителна жртва на крстот, но пред се и преко неговото воскресение, победата на смртта, нам ни е откриено дека на крајот на овој свет, затоа што според Божјото откровение, историјата на човештвото не е циклична, кружна, туку е праволиниска, значи има момент кога сме отпаднале од таа состојба на постоење за која не создал нашиот Творец, и се на крајот на овој свет, на крајот на ова отпадната состојба, пред второто Христово доаѓање, ќе настапи воскресението на мртвите, односно Бог ќе ги пресоздаде нашите тела, воскресение или анастасис на грчки, ќе ги подигне, значи од сите елементи од кои е сочинето на нашето тело, Бог ќе ги пресоздаде нашите тела, и тие ќе бидат тогаш ослободени од сите последици на падот. Нашите души повторно ќе ги врзе со нашите тела, исто онака како што тоа го прави Бог во утробата на мајката, и ние, значи, повторно ќе бидеме подигнати, ќе бидеме ослободени од робството на смртта, од робството на тленијето, односно од небитието. Значи, повторно Бог ќе не приведе и тогаш ќе настапи тој конечен суд Божи. Сега, околу тој момент, душата, личноста на оние кои заминале од овој свет, значи на Адам и на Ева, и на сите оние што заминале од овој свет до Христовото доаѓање, заминувале во една состојба што евреите нарекувале Шеол. Значи, во една таква духовна состојба, елините таа духовна состојба нарекувале Хадес или Ад, и иако и другите народи имат представа за тоа и така натаму, но повеќе тоа митолошка една состојба, кај другите народи, но кај еврејскиот народ, всушност, во Божјото откровение тоа не е само некаква митолошка состојба, туку буквално Светото писмо ни говори за тоа дека нашиот Спасител, откако на крстот ја изврши откупителната жртва, односно нашето искупување, нашето амнестирање, нашето повторно приведување кон нашиот небесен Отец, Христос на крстот, на вистина како вистински човек, тој вкуси смрт,
но со својата божествена природа и човечка душа, тој се симна во адот, ако може така да се каже тоа, во некоја духовна смисла на зборот, и беше победник над смртта и победник на таа состојба, адска состојба, затоа што светлината на животот влезе во адската состојба и Христос ги извлече од таа адска состојба сите оние што го очекуваа. А многу интересно е кога се представува тој настан на Христовото воскресение во православната иконографија, значи Христос е симнат во адот и оттаму ги извлекува нашите прародители Адам и Ева, односно нивните души, односно нивните личности, и оттаму ги извлекува и сите праведници. Затоа црквата пее баш на тој ден дека Христос го испразни адот, односно го испразни царството на смртта, но го испразни затоа што претходно оној што владееше со смртта и со адот го победи. Затоа на иконата на Христовото воскресение, доле во подножието на иконата, секогаш се представува демонот со тоната со врзани раце и нозе, затоа што тој е победен на крстот. Значи злото, изворникот на злото се победени. Злото е разобличено. Прекрасен опис на се тоа што го говорам има архиепископот Иларион Алфеја во својата книга Христос победникот над адот. Значи баш во таа книга тој се повикува на сите тие, иако и тоа го имаме и во Светото писмо, кај апостолот Петар во неговото послание и во Откровението Јованово, но тој се повикува и на рано христијански сведоштва за овој настан. Значи откако Христос со својата божествена природа и човечка душа се спушта во адот и ги извлекува душите на сите оние што го чекале таму, тој во третиот ден, како што е предскажано од пророците, воскреснува, односно го подигнува своето тело, го оживува своето тело и тој со своето воскреснато, подигнато тело им се јавува на апостолите, преку апостолите и на многу други, како што вика апостол Павле, над 500 луѓе беа осведочени со неговото воскресение, а преку апостолите, преку црквата негова, во силата на Светиот Дух, на целиот овој свет му се засведочи дека смртта, најстрашната последица од нашето отпаѓање од Бога, е победена. Така да, брат Иван, ова е накратко православното христијанско доживување на тоа што е смртта и се разбира за тоа како смртта е победена. Односно како повторно ни е возвратена таа состојба на живот која ни е дарувана на самиот почеток кога Бог ги создаде нашите прародители. Така. Сега кога говоревме за смртта, го споменавме и воскресението Христово, тој потоа се вознесува на небото и при неговото само вознесување ангелите кои што ќе бидат присутни на местото ќе им се обратат на апостолите, ќе им кажат: мажи, браќа, галилејци, овој Христос кој што го видовте дека се вознесува, исто така ќе се врати како што видовте да оди на небесните облаци. Тука се навестува веќе на негово второ доаѓање, кога нема веќе да дојде како слуга, туку ќе дојде како судија, односно да го подели доброто од злото и како што вели таму тој во Евангелието, на оние кои што се удостоиле да им даде живот вечен и вечна радост, овие другите да отидат, како што се вели таму, во вечна мака. Како тоа Евангелието нас не учи што тоа значи таа вечна радост на спасените и што е тоа вечната мака на оние кои што ќе вкусат неа? Значи, сега тука се враќаме на суштинскиот момент на православната христијанска антропологија, што е душата. Значи, сега античките философи, паш имам тука една книга од Аристотел за душата, многу позната негова книга. Значи, тој, Питагор исто така, да не говорам за источните мудреци и така натаму, сите тие, дури не познавајќи го Божјото откровение, значи сепак по силата на тоа што секој човек е создаден под образ Божи и по силата на умот и дарот на размислување што самиот Бог, самиот Творец ни го дал, тие дошле од некои сериозни вистини, брат Иван, околу душата, но сепак полнотата на вистината е во Светото писмо, Божјото откровение. Сега, душата, нефеш, психи, анима на латински, е нашата личност, односно
тоа сме ние. Иако ние сме во целост, кога сме духовно телесни битија, но говоревме пред малку, поради што се случува тоа разделување меѓу душата и телото. И сега светите оци, кога говорат за душата, тие уште велат дека душата, односно нашата личност е тој образ Божи. Значи, образ Божи во нас. Што би се подразбирало по тоа? Значи, Бог не создава по свој образ, не во некаква форма, туку ни дарува нешто слично на тоа што е тој, односно ни дарува личност. Бог е личност, јас сум оној кој вечно постои, вели тој, Јахве, и ние сме личности. И се личноста е фундаментот на се, брат Иван, затоа што личноста во себе си ја има слободата да избира. Значи, личноста има во себе си слобода да созрева, да се уподобува, да се усовршува и така натаму. Ние гледаме во периодот на Стариот Завет, значи, дека, особено кај еврејскиот народ, степак кај нив имаме еден момент, во скоро сите тие книги старозаветни кои читаме, имаме едно сознание колективно нивна страна дека тие повеќе се концентрираат за овој свет, да, отколку за ескатолошиот. Немаме ние, односно за оностраниот. Многу малку имаме сведоштва во Светото писмо за оностраниот живот, особено во Светото писмо на Стариот Завет. Дури во книга Проповедник на Соломон, во псалмите така натаму се говори за оностраниот живот како нешто што не постои. Ние во книга Проповедник го имаме тој момент, дури онака саркастичност од страната на авторот, дека и мртвиот и живот, кај мртвиот и кај живот никаква разлика нема. И никаква разлика нема меѓу праведник и грешник, сите ќе умрат, вели тој. Но добро, на крај пишува дека сепак различни се тие нешта, но говорам за тој песимизам кај старозаветниот народ Божи. Да. Иако веќе кај пророците, особено кај пророк Језекил, го имаме тоа сериозно пророштво. Значи, во кај пророк Језекил го имаме тоа сериозно пророштво што Бог му го говори за воскресението, дека човековиот живот не завршува со смртта, дека смртта не е крај и дека наследувањето на животот нема да биде само преку следните генерации. Значи, дека смртта се победува преку воскресението. И затоа кај еврејскиот народ, за разлика од, да пример, египјаните и другите пагански народи, кај што имаат цела една митологија за оностраниот свет, кај еврејскиот народ такво ништо немаме. Кога ги читаме, и светите книги на Стариот Завет и кога влегуваме во нивната старозаветна теологија, надежта за бесмртноста кај еврејскиот народ пред се и над се е во воскресението. И во 37 глава, кај пророкот Езекил, Јахве, Севишниот, му говори на пророкот Езекил за воскресението. Како тој повторно сувите коски ќе ги соедини и ќе вдахне живот, дух животен и повторно телата ќе оживеат. Значи, примарниот момент кај еврејскиот народ е воскресението. Не дека и за Шеолот не се знае така натаму, но примарниот момент е воскресението. Дури во Новиот Завет, значи, дури со доаѓањето Христово, повеќе се говори и за тој момент, за животот на душата, односно на странниот свет. Значи, во Евангелието според Лука, во 16 глава, имаме она парабола позната за сиромашниот Лазар и за богатиот. Кај што Христос говори дека умре Лазар, ангелите ја земеа душата негова и за душата на богатиот и така натаму. Има и многу други места во Новиот Завет, но ова многу битно. Така, Христос ја открива таа димензија за животот на душата после смртта, односно за животот на личноста. Но тој исто така говори дека животот на личноста после биолошката смрт до денот на воскресението е во сериозна зависност, брат Иван, од сериозна зависност што личноста ќе избере како вредност, како вистина,
што ќе избере, со што ќе се храни. Дали ќе се храни со светлина, односно дали ќе се храни со добро, дали ќе се очистува од злото, или дали ќе се храни со зло или со темнина. Во однос на тоа, сега говорам во преносна смисла на зборот, како што ние телото го храниме за да го одржуваме во живот, така и душата се храни, но таа не се храни со телесна храна, туку со духовна, ментална, емотивна храна. Значи, и според тоа каква храна на тој план примаме, такви ќе бидат нашите дела. Ако ние се исполнуваме со светлина, односно се исполнуваме со Божјата вистина, со Божјото добро, такви ќе бидат и нашите дела. И нашите дела ќе бидат добри, односно светли. И нашата душа ќе биде таква. Светла или света душа. Да, и обратно. Ако се храниме со темнина, се храниме со лага, со безобразие, со грев, со зло, такава ќе биде нашата душа и такви ќе бидат нашите зборови, нашите дела. И сега, всушност, ние самите избираме во овој свет, додека сме во тело, во каква состојба ќе биде нашата душа, после смртта, и особено во каква состојба ќе биде нашето постоење после денот на воскресението. Се разбира, ако во Стариот Завет момент, критериум за остварување на ова бил законот, односно Тора, исполнување на законот, значи законот луѓето ги правел праведни, значи исполнување на Божите заповеди. Сега во Новиот Завет ја имаме Христовата откупителна жртва. Значи Христос на крстот гревовите и вината на целото човештво ги зема врз себе. И сега секој оној кој ќе го исповеда Христос како Месија, како Спасител, како Искупител, односно Исуса како Месија, како Спасител, Искупител, и ќе ја признае откупителната жртва за сите нас направено од Него, и ќе стане Негов ученик и член на Неговата црква преку светата тајна крштевање, преку примањето на силата на Светиот Дух во светата тајна миропомазание, преку причестувањето со Неговото тело и крв, односно кога ќе почне да живее во црквата, исполнувајќи ги овие свети тајни, особено врвот на печатот на сите свети тајни, тоа е тајната на Евхаристијата, затоа што Христос вели кој го јаде телото мое, ќе биде во мене, јас во него и ќе го воскреснам во последниот ден. Односно тоа е печат, значи на еден начин осведочување за оправдана надеж за вечен живот. Значи не сега некаква филозофска или некаква емотивна, поетска, митолошка потреба за остварување на вечен живот. Секој човек го има тоа. Значи, и кај сите филозофии го има тоа, кај сите религии, но никој не ти дава гаранција. Христос дава гаранција. Значи, Христос дава гаранција. И сега, значи, ако исповедаме дека сме Негови, учествуваме во Неговата откупителна жртва преку крштевањето, ја добиеме силата на Светиот Дух и живееме во силата на Светиот Дух, се причестуваме, живееме во Неговото тело, но како Негови ученици, брат Иван, тоа е многу битно. А Негови ученици сме ако ние се трудиме да ја оствариме онаа заповед што Тој ни ја дал во својата првосвещеничка молитва. А вечниот живот е тоа, да те познаат тебе, едниот вистински Бог и испратениот од тебе Исуса Христа. Значи тоа е целиот процес на познание. Значи, на познание на Севишниот, да го разбереш додека си во тело во овој свет, преку силата на Светиот Дух и исполнување на Христовите заповеди, оној кој е наш небесен татко. И преку тоа ние полека нашата душа, односно нашата личност ја подготвуваме за благословена светла состојба по денот на нашето заминување од овој свет, и се разбира ја подготвуваме нашата личност за вистински одговор на страшниот Христов суд, кога Христос ќе не воскресне и ќе застанеме пред последниот и конечниот суд. Како сублимат, значи Христос ќе дојде, ти пред малку го кажа тоа, еднаш дојде како јагне Божје да ги земе гревовите на светот, но на крајот на овој свет ќе дојде како судија. И сега, на крајот на овој свет, тој пред се и над се ќе ни суди според нашите дела, односно ќе ни суди според нашиот избор. Дали ние, како личности, сме прифатиле да оваа можност преку Неговата откупителна жртва и преку Неговото воскресение
живејќи во црквата во силата на Светиот Дух, да стекнеме живот. Дали таа можност, таа подадена рака, таа отворена врата од него, сме ја прифатиле и сме се исполнувале со живот, односно сме го градиле животот вечен во себе, односно Царството Божје во себе, или не. И тоа е критериумот. Јас сакам еве нашите гледачи убаво да не разберат дека тоа што го правиме во сегашноста, затоа што ние луѓето во овој свет живееме само во сегашност. Минатото е веќе минато, а иднината зависи од сегашноста. Значи, состојбата на нашата душа, односно состојбата на нашата личност по заминувањето од овој свет, и до второто Христово доаѓање, значи, се зависи од тоа што ќе избереме. Сега, ако избереме светлина, заминуваме во светлина, односно заминуваме во таа рајска небесна состојба. Прв кој влегол во таа рајска небесна состојба е разбойникот, кој гледајќи го Месијата кој страдеше на крстот, му вели: спомни си, Господи, за мене кога ќе дојдеш во твоето царство. И Христос му вели: ти велам, денес ќе бидеш со мене во рајот. Значи, првиот кој влегува со својата душа во рајската состојба е разбойникот од десната страна, кој го исповедаше Христа и кој се покаја. И не случајно се, и тоа е многу битен момент, брат Иван, сите сме ние разбойници, целото човештво. Да, сме разбойници. И влегувањето во таа светла состојба е само преку покајанието, односно преку духовното будење, духовно будење, будењето на нашата личност, будењето на нашиот внатрешен човек, како што вели свети апостол Павле, прифаќањето на Христовата откупителна жртва, односно прифаќањето на таа вистина за нашата амнестија и живење како Христови ученици во неговата црква, исполнувајќи ги неговите заповеди. Така ние се подготвуваме за место светло, место блажено, како што и читаме во Пелото, кога некој ќе замени од овој свет. Сега, за жал, оние кои не ги прифаќаат овие нешта, и за жал, свесно и слободно се отвараат за темнината и самите себе си се претвараат во темнина, затоа што и нивните мисли, нивните зборови, нивните дела се темнина, тие заминуваат до второто Христово доаѓање во онаа состојба која црквата нарекува ад или невиделина, духовна темнина. Тоа е всушност ад, авидос, невиделина. Во таа состојба во која Христос влезе да ги излече, но таа состојба ќе биде уништена после второто Христово доаѓање, како што тоа ни се објаснува во Откровението на Јован Богослов. До тогаш, значи до второто Христово доаѓање, до денот на воскресението, значи душите, личностите на луѓето или одат во место светло, во место блажено, во единство со Творецот, или во состојбата на ад. Добре што го истакнуваме ова на ваков начин, да не се доби она погрешна представа што преовладува кај некои толкувачи дека душите се во состојба на успаност во овој меѓупериод, туку дека се тие свесни ентитети кои што едноставно го исчекуваат тоа воскресението кога ќе настапи големиот суд на целиот свет, на сите луѓе. Господ Исус Христос избегнува да зборува кога ќе биде тоа. Зошто? Па не избегнува, брат Иван, тој не избегнува да говори, тој и текако не ги кажал сите знаци всушност, односно сите настани состојби духовни кои ќе предстојат пред неговото второ доаѓање. Но и дури и апостолите после силата на Светиот Дух исто така ни говорат за тие нешта и светите оци, но сепак конечниот временски момент кога ќе биде тоа е во рацете на нашиот небесен Отец, така е вели нашиот Спасител. И сега ова што го спомна ти за тоа е многу отворено прашање. Многу често кога разговарам, иако мора да признам дека нашите православни христијани, особено оние традиционални, имаат многу погрешна представа за задгробниот живот, односно за оностраното и така натаму. Многу често нивното верување е повеќе поблиско до паганското, отколку до оно што е библиското, што е откриено од Бог. И тука е многу интересен момент, брат Иван, види,
уште од апостолскиот период, ние тоа го имаме во нашите литургии, односно во нашите литургиски текстови, во проскомедијата, значи кога се подготвува, значи светите дарови, значи имаме ние молитви за оние кои заминале од овој свет. Значи црквата, значи оние што заминале од овој свет и понатаму стануваат членови на црквата. Значи ние гледаме тоа во Откровението Јованово за молитвите на светиите и така натаму, кои као кад се издигнува кон престолот на Севишниот. Значи оние што заминале од овој свет, а своето тело го оставиле во овој свет до денот на воскресението, тие и понатаму се членови на црквата. И затоа црквата, како заедница, се моли за нив. И особено суштината на молитвата е, значи целата црква, целото тело Христово се моли на главата на тоа тело, на Христос, како наш единствен посредник. Значи Христос е единствениот посредник помеѓу Небесниот Отец и неговото тело, новозаветниот народ Божи. Значи ние се молиме на Христос, на главата на црквата, на нашиот единствен посредник, пред Небесниот Отец, за да на денот на судот, значи по денот на воскресението, кога повторно нашите тела ќе бидат подигнати, тоа е навистина една, кога јас сум размислувал за тој момент така, кој е тоа величествена слика, тоа е нешто, многумина дури се зачудуваат, но како што и се кажува таму во Евангелието според Матеј, ќе се смени небесните сили и силите на земјата, се ќе се смени, значи со неговото второ доаѓање. Дури тој момент малку е дискутабилен, вика ќе го види секое човечко око. Да, секое човечко око, значи сите оние што се, да, и тоа е многу битен момент. Значи сите оние што се упокоени до тогаш ќе бидат воскреснати. А апостол Павле говори, а оние што ќе бидат во тело во тој момент, тие ќе бидат преобразени. И дури тие светиите Господови ќе бидат земени на небесата од самиот Христос, затоа што па Христос вели дека многумина нема да видат суд. Премирале од смрт во живот. Оние кои стекнале светост, оние кои стекнале таква љубов, таква богоподобност, уште додека биле во тело, тие преминуваат од смрт во живот. Значи, нема да видат суд. Затоа што и самата смрт нема да има власт над нив. Тие победиле смртта. Значи, тие победиле смртта, односно Христос преку силата на Светиот Дух ја победил смртта во нив. И затоа го имаме и тој момент, значи, битно е да се отвори и оваа тема за многумина. Мислам дека е битно да се расчисти тоа, дека црквата сега е на два спрата, условно да се изразам така. Значи, во овој свет е првиот спрат на црквата, оние што се во тело и оние што војуваат за спасение. Но има црквата свој втор спрат, така да кажам. Еве, библиски тоа најдобро е објаснето во Откровението на Јован Богослов, но исто така и апостол Павле во посланието до евреите баш говори за тоа, за небесниот Ерусалим и за духовите на совршените и така натаму и така натаму. Значи, црквата е на два спрата. Ние кои војуваме во овој свет за спасение, кои веруваме во спасението остварено за нас на крстот од страна на Христос и го градиме тоа наше спасение, како што вика апостол Павле, со страф и трепет, да го градиме, да го примеме во нас, но во исто време во небесната црква нашите свети браќа и сестри, тие по Божја волја, по Божја промисла, преку силата на Светиот Дух, тие се молат за нас, ни помагаат во овој процес на наше спасение, но и пред се и над се црквата затоа и прави спомен на светителите. Например, ние кога си спомнуваме и за животот на пресветата пречиста Влица наша Богородица и на останатите свети, на светите апостоли, светите маченици и така натаму, први ние го правиме тој спомен, за да се поучиме како тие стегнале спасение, како тие чекорале по патот на спасението. Значи тоа е многу битен момент. И затоа апостол Павле говори да си спомнуваме за денот кога тие заминале од овој свет, кога се родиле за вечност. Да, за да се учиме од нивното искуство, од нивниот живот и да ја поддржуваме верата нивна. Видиш, Иван денеска и внатре во едната света соборна апостолска црква
а да не зборам надвор од неа, значи има многу збунувачки моменти. Да, многу мина под влијание на злото, на духот на сомнежда и темнината, кројат, формираат некои крајно проблематични учења, дури се повикуваат на Светото писмо, па го извртуваат и така натаму. И тие говорат за некоја вистинска вера. Да, вистинската вера е кај светиите. Значи, тие што станале свети. Значи, вистинската вера, значи вистинското доживување и исповедање на Божјата вистина и практикување се гледа кај нив. И затоа во православната црква ние си спомнуваме за светиите, значи затоа што тие се наш образец од кого треба да учиме како да го градиме нашето спасение. Значи, да, треба да ги спомнуваме пред се и на се Христовите заповеди, но овие се нас, светителите се наш мотиватор, како да кажам. Затоа што они се евангелие кое е живо, значи живо евангелие, тие го живееле, реализирано евангелие, така натаму. И затоа, значи, светителите се пред се и на се наш пример за поддржување и критериум за вистината на верата и за вистинското практикување на верата, и се разбира како што во овој свет, братива, ние како христијани, како ученици Христови, како членови на телото Христово, затоа што пишува апостол Павле дека ако еден орган во телото се радува, целото тело слави, ако еден орган во телото боледува, целото тело боледува. Значи, ние како заедница, како што се молиме еден за друг, значи, што сме во овој свет, така и Небесната црква се моли за нас. Сите се молиме на единствениот посредник помеѓу новозаветниот народ Божи, црквата и Небесниот Отец, а тој е Христос. Сите молитви одат кај главата на црквата, а тој посредува пред Небесниот Отец во силата на Светиот Дух за сите нас. Тоа е таа тајна братива на градењето на нашето спасение. Значи, и тоа сме го говориле во претходните предавања, но затоа што ова е последно, така треба да дадеме печат некако на сите останати предавања. Значи, кога ние говориме за спасение, ние говориме за ослободување, за наше ослободување, за ослободување на нашата личност, на нашата душа, на нашиот идентитет, на тоа што сме ние, од сотонското робство, значи од злото, од гревот, од духовната смрт, од смртта. Значи да се ослободиме од тоа што нас ни го одзема оној начин на постоење, оној живот кој Бог го промислил за нас. И затоа значи во едната света соборна апостолска црква, православна, значи сите овие нешта се крајно добро прецизирани, значи од светите отци, сиот овој историски тек од 2000 години, но сепак треба секогаш да се повторува, затоа што секоја генерација треба да се осведочува со оваа вистина. Многу често, еве ние како православни христијани овде во Македонија, па и во регионот, говориме, еве ние сме толку скоро 2000 години тука христијани и така натаму. Скоро ние сме и 2000 години, да. Но ние не можеме да се повикуваме на претходните генерации. Секоја генерација треба да биде засведочена, евангелизирана, односно засведочена со радосната вест за победата над смртта. За победата над она што нас ни го одзема животот. И затоа еве и ова емисија, значи сите оние претходни емисии во рамките на серијалот Училиште за животот треба да ни помогнат да го разбереме тој радосен момент, тој евангелски момент за победата над смртта. Значи за победата на сето она што ни го одзема животот. Тоа е всушност христијанството, брат Иван. Без ова христијанството нема никаква смисла. И не случајно светиот апостол Павле ќе каже, ако Христос не воскресне, значи ако Христос не ја победеше смртта, најстрашната последица од нашето отпаѓање од Севишниот, од нашиот Небесен Отец, тогаш празна е, вика, верата ваша. Ви понатаму останувате во вашите гревови.
Точно и уште повеќе ние како живи членови на црквата, градејќи таа заедница, тоа единство со Христа, ние всушност можеме да доживееме што тоа значи Царство небесно, односно на што ците го викаат предвкус на Царството небесно. И затоа за нас како православни христијани да се чека воскресението на мртвите и да се чека животот во идниот век не представува пасивен процес на пасивно исчекување, туку представува едно активно и сериозно градење на своето спасение, на спасението на тие околу нас кои што се отворени за истото тоа. Кога Христос воскресна, кога се вознесе, тој го испрати Светиот Дух после 10 дена своето вознесување, за да црквата ја умудри, за да и го даде тоа познание на тоа што е вечност и што е живот. Еве преку од твоето лично искуство, дали и верниците го доживуваат тој момент дека навистина во црквата преку тој светотаински живот најзадлабочено се чувствуваат плодовите на Светиот Дух, најзадлабочено се чувствува Царството небесно, она што ни исчекува. Кои се искуствата на браќата и сестрите кои се твои духовни чеда? Па, добро, убаво е вака што лоцираш да бидеме по-конкретни, сега да не одиме многу абстрактно. Значи, Свети Рене Лионски говори за Петдесетница, за денот кога апостолите ја примија во себе силата на Светиот Дух преку огнените јазици, значи, таа несоздадена божествена енергија, и тој вели дека тие примија совршено познание на нештата. Значи, совршено познание, самиот Бог, тајните на животот, тајните на постоењето, но и начинот како да се победи смртта им ги откри. Да. Преку силата, преку присуството на Светиот Дух и тие кај да одеа, кај да го проповедаа евангелието, радосната вест за победата над смртта, да, тие ги повикуваа луѓето преку покајанието, преку духовно будење да излезат од смртта и да излезат од делата кои прават смрт, односно да се живее во грех и така натаму и така натаму. И сега присуството на Светиот Дух во црквата, првин кај апостолите, потоа кај сите оние што преку нивната проповед поверувале, па и ден денеска во црквата, значи сите сме ние во тој еден организам, во тоа едно тело Христово, во кое делува, дише Светиот Дух. Значи Светиот Дух е предвкус на Царството Божјо. Значи силата на Царството Божјо, односно силата на она состојба на постоење за која ние се подготвуваме, тоа е Божјото владење. Свети Јован, богослов, апостолот, во своето откровение вели дека еве се ново создавам. Значи овој свет ќе биде преобразен. После денот на воскресението и судот, овој свет ќе биде преобразен. Значи ќе биде ослободен од злото и од сите последици на злото. Значи, и овој свет ќе влезе во, така да се изразам, во полнотата на Божјото владење. Ние до тој ден сме во една состојба на духовно ембарго, значи, ја немаме полнотата на животот. Значи, полнотата на животот ќе започне како што и оците на Вториот Вселенски собор напишале во символот на верата, во идниот век. Значи, го чекам воскресението на мртвите, значи, сите ние сме во очекување на денот кога смртта ќе биде дефинитивно победена. И ако поминеме на судот Божи, значи, кога ќе се соочиме сите со судот Божи, односно со Божјата светлина, и ако во нас нема светлина, тогаш што да правиме? Кога ќе се соочиме со Божјата љубов, а во нас нема љубов, тогаш што да правиме? Кога ќе се соочиме со повикот за вечен живот, а ние немаме ништо животно во себе и така натаму, сме се претвориле во смрт и така натаму на еден духовен план, тогаш како ќе поминеме на страшниот суд? Затоа се повратам на оно што го говорев претходно. Целата мистерија на животот е да се подготвуваме за живот вечен, додека сме во тело во овој свет. И сега, по воскресението, по Христов, по страшниот суд, сега како за кого страшен, преку судот Христов, оние кои ќе влезат во Царството Божјо, односно, тие ќе влезат во таа полнота на екзистенција, полнота на живот. Јован Богослов таму
на крајот на своето откровение ни дава преку символични представи некаква слика за тоа и така натаму. За сите оние што ќе бидат спасени, но многу убаво во својата книга повторно митрополитот Иларион Алфеев, крајот на времето, тој вели дека многу е тешко да се проговори за таа состојба на вечност, затоа што тоа е сосем друг начин на екзистенција. Значи, друг начин на живот, друг начин на вреднување на животот. Значи, замисли, брат Иван, состојба во која немаш незнаење. Состојба во која немаш конечност. Состојба во која нема грев. Состојба во која нема зло. Состојба на полнота на радост. Полнота на светлина, полнота на присуство на Светиот Дух. Полнота на единство со Творецот. Да. И тогаш во нашата личност се формира сосем еден друг пристап кон постоењето. За нас луѓето во овој свет, во оваа огревовена состојба, многу е тешко тоа да се представи. И затоа дури некои така често кога ме прашуваше ти за искуствата на луѓето. Дури некои велат добро, јас еви да верувам во вечен живот, но што е тоа вечен живот? Што ќе правам во таа вечност и така натаму, така натаму. Значи и тоа сознание, брат Иван, е плод на духовниот живот. Значи преку духовниот живот, преку се тоа што го говоревме пред малку во целиот овој наш серијал и во оваа наша емисија, не доведува и до тоа сознание. Значи, што е смислата на вечноста и што е смислата на нашето вечно постоење. Значи, и се открива, значи таа завеса, како да кажам. Да. И кога ќе го дочараме тој момент кога ќе доживееме вечноста, човек практично посакува да си ја приушти. Светителите, големите светители тоа го доживеали, они колку можеле ни оставиле, како да кажам. Да. Ете, ти го спомена откровението на Свети Јован Богослов како заклучок, како еден крај на оваа емисија. Ќе го ицитираме оној крај во кој што тој самиот копнежливо вели Амин, да дојди Господи Исусе Христе. Стави му Мараната. Мараната. Така викале раните христијани. Мараната, значи Маран е Господар, Господаре. Ата дојди. Значи тоа било еден восклик литургиски, да, на раната црква. Мараната, дојди Господи. Значи раните христијани не се плашале од крајот на овој свет. И сега убаво и тој момент, ајде, како што се ближиме при крајот на оваа наша емисија и при крајот на овој наш циклус, да проговориме и за еден момент. Многу од современите христијани се плашат од крајот на времето, од крајот на овој свет, од доаѓањето на Антихрист, па збунети се, многу збунки, многу фрустрации, така натаму. Јас често им велам, вие верувате во Христос или во Антихристот? Ако верувате во Христос, предајте му се. Предајте го вашиот живот на тој што е наш единствен пат, на тој што е наш единствен живот, на тој што е наш единствена вистина. Тој е гарантот. Христос е гарантот, брат Иван. Христос е главата на црквата. Христос е нашиот единствен посредник. Христос ќе биде нашиот судија. Христос е нашиот лед небесен. Христос е нашата храна, Христос е нашата вечност. И велам, концентрирате се на Христос. А оние кои нема да тргнат по Христовиот пат, оние кои нема да го земат својот крст и да се откажат од себе и да тргнат кон Христос, односно да се откажат од сето тоа што е смрто подобно во нив и така натаму, значи тие што нема да го направат тој избор, кои нема да тргнат кон Христос, кои нема да го носат својот крст, и тие ќе тргнат по логиката на овој отпаднат свет. И ние гледаме денеска во овој отпаднат свет какви се не филозофии, приказки, митологии, лаги и така натаму се вртат. И тоа е тоа. Луѓето ќе си тргнат во тој процес на градење на новата вавилонска кула, новиот светски поредок, односно поредок како што и Христос ни кажува, еден од знаците на крајот на светот ќе биде како целиот овој свет ќе стане еден, ќе се управува од еден центар и така натаму и така натаму. И тоа е тоа, значи човештвото, паднатото човештво ќе се создава некако свое царство, а оние кои се Христови ученици, оние кои
во Христос и преку Христос ја разбрале тајната на животот, но и победата на смртта, тие ќе одат во десниот правец, овие другите во левиот правец, така. И оние што живеели и ќе живеат како Христови ученици, тие длабоко во себе ќе живеат за моментот кога ќе бидеме воскреснати, кога ќе бидеме ослободени од се што е смртно, од силата на смртта, од силата на тлението, од затворот на смртта, кога ќе не ослободи ова нашиот Бог, животот, изворот на животот, кој ќе не ослободи од таа состојба и кој ќе не повика за вечно, блажено постоење во неговото царство. Изборот на секој од нас е во нас. Така да, дали ќе избереме да идеме десно, односно за да на денот на воскресението и судот застанаме од десната страна, или дали ќе избереме да одиме лево, односно да одиме надвор од Христос, надвор од неговата вистина. Така, ние во овој живот и во овој свет, еве со тоа и да ја завршиме, да ја заклучиме денешната емисија, имаме можност да го предвкусиме Царството Небесно, но исто така имаме можности да ги предвкусиме пеколот и маките за кои што говори Евангелието, за кои што говори и Христос, па така како што не повикува нашата мајка црква, самите себе еден со друг и целиот наш живот на Христа Бога да го предадеме, па така подготвувајќи се да го чекаме воскресението на мртвите и животот во идниот век. Амин. Амин, брат Иван, еве и со ова благослов, благодарење на сите оние кои помогна овој наш серијал Училиште за животот, цели овој циклус да го доведеме до оваа точка, значи до оваа последна емисија, и благодарност на сите оние што има трпение и ги изгледале сите овие наши емисии, сите овие наши теми, и длабоко се надевам дека сето ова што беше кажано тука со Божи благослов и со негова промисла ќе биде крајно полезно и ќе биде здрава духовна храна за сите оние што чекорат по патот на спасението и го очекуваат воскресението на мртвите и животот во идниот век.